Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добар ден. Јас сум Небојша Карапеовски и во следните 70 на минути ви подготвив неколку содржини со кои ќе имате можност да чуете што се случува во вашиот роден крај. Со оглед на актуелните случувања во нашата Македонија, ја започнуваме оваа емисија со една од најубавите македонски патриотски песни "Заветна" од Пепи Бавтировски. Negde ke te sokrija, grob so groba ke pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Во продолжение на емисијата да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов.
grob so groba ke pokrija. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovni, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, нищо да не видиме, ти без мене, аз без тебе. Векови, вековни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovi, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Така е пишано, нищо да не видиме, ти без мене, аз без тебе. Векови, векови, заедно ке минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не видиме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Во продолжение на емисијата да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќа и сестри, бидејќи еве оваа изминета недела навистина прославувавме неколку значајни празници, и тоа празникот на Светиот Петар и Павле или Петровден народски познато, и празникот на соборот на 12 апостоли или народски познато како Павловден, а исто така го празнувавме во четвртокот и ги празнувавме и светите безсребреници или светите лекари Козме и Дамјан римски. И поради тоа што минатата недела зборувавме за Свети Петар и Павле, оваа недела сакам да позборуваме малку за големината и значењето на овие двајца лекари или безсребреници
кои кај нас се многу прославувани, светите браќа Козма и Дамјан, а исто така и за светиот Сисој Велики, кој ќе го празнуваме пак во вторник на 19 јули. Светите безсребреници Козма и Дамјан, лекари и чудотворци, кои ние ги нарекуваме браќа, навистина и биле браќа по раѓање. Тие се родени во Рим и како деца биле крстени и воспитувани во христијански дух. Имале голема благодат од Бога да ги лекуваат луѓето и животните од разни болести и маки, и тоа само со полагање на рацете. За својот труд не барале никаква награда, само настојувале болните да веруваат во нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Наследувајќи голем имот, тие милостиво го разделиле на сиромашните. И во тоа време во Рим царувал царот Карин. Гонителите пак на христијанството ги донеле пред него светите браќа оковани во синџири. И по долгото испрашување, царот им наредил да се откажат од Христа и да им принесат жртви на идолите. Но светите браќа Козма и Дамјан не само што не го послушале царот, туку и го посоветувале и него и тој да отстапи од мртвите идоли и да го признае единствениот Бог и Спасител Исус Христос. Велејќи му, нашиот Бог не е создаден, туку Он е творец на се, а твоите богови се човечки измислица и дело на рацете на уметниците. И кога не би имало уметници да ви направат богови, вие не би имале на кого да се поклонувате. Во тоа време се десило и чудо, така што царот Карин се разболел и бидејќи овие двајца браќа го исцелиле на чудесен начин, самиот тој ја изјавил својата вера во Христа и ги ослободил светите браќа да си одат во мир. Тие продолжиле да го слават нашиот Бог и Спасител Исус Христос и да ги лекуваат луѓето и животните, и заради тоа што и самите биле прославувани од народот на сите страни. Во тоа време лекарот или нивниот поранешен учител им завидел на нивната слава и под изговор дека ќе собираат лековите и тревки ги извел во планина, каде што ги отепал со камен. Честно пострадале за верата Христова во 284 година, а нивниот спомен останал траен во црквата на земјата, а нивните души се преселиле во царството на Господа, вечно да живеат и да го слават во радост. Вториот празник кој ќе го прославуваме еве во вторник е преподобниот Сисој Велики, кој е многу почитуван во западниот дел од нашата Република Македонија. Преподобниот Сисој Велики е египјанин по род и ученик на светиот Антони. По смртта на својот голем учител, светиот Сисој се населил во пустинската гора, наречена Антониева, на која порано и светиот Антони се подвизувал. Со многу тешки маки над самиот себе, толку многу се смирил што бил кроток и незлоблив како јагне. Затоа нашиот Бог му дал голема благодат да изгонува нечисти духови и мртви да воскреснува. 60 години свети Сисој се подвизувал во пустината и бил како извор на жива мудрост за сите монаси и мирјани кои доаѓале кај него да се советуваат. Пред смртта лицето му засветело како сонце. Монасите стоеле околу него и се чуделе на таа појава. А кога светителот ја испуштил својата душа, целата одаја се исполнила со чудесен и благопријатен мирис. Се упокоил во длабока старост во 429 година. Свети Сисој ги учел монасите. Какво и да било искушение да му се случи на човек, тој треба да се предаде на волјата Божја и да признае дека искушението се појавило заради неговите гревови. Ако пак нешто добро се случи, тогаш треба да се кажува
дека тоа се случило според Божијата промисла. И навистина еден монах кога го прашал Свети Сисое како ќе му угодам на Бога и како ќе се спасам. Светителот му одговорил: ако сакаш да му угодиш на Бога, отстапи од светот, оддели се од земјата, остави го материјалното, пристапи кон Творецот, соедини се со Бога со молитва и плач и ќе најдеш мир на овој век, па и на оној. Монахот го прашал Сисое како да се постигне смиреност. Светителот му одговорил: кога некој ќе се извежба да го признае секој човек како подобар од себе, со тоа спечалува смиреност. Амон му се пожалил на Сисое како не може да ги запомни прочитаните мудри изреки, за да може да ги повтори во разговор со луѓето. Светителот пак му одговорил: тоа не е потребно, потребно е да се спечали чистотата на умот и да се зборува од таа чистота надевајки се на Бога. Ете тие се советите на Свети Сисое, кој ги дал не само на монасите, туку преку монасите еве и до ден денеска и ние се поучуваме од овие мудри зборови на овој голем светител. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да ја искористам и да ве поканам сите вас утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе му се помолиме на нашиот Бог и Спасител да ни дарува и телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000.
Naši mili rodeni, svadba je golema, blagoslov od Gospoda, dvajca mladi se zaljubile, za zdravim ge da nazdravime. I da vikne jedna naša svadbarska, kumovi svatovi, naši mili rodeni, svadba je golema, blagoslov od Gospoda, dvajca mladi se zaljubile, za zdravim ge da nazdravime. Dvajca mladi se zaljubile, za zdravim ge da nazdravime. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Димитар Костадиновски е градоначалник на општина Јегуновце и ви посакувам прво добре дојде и во името на нашите од диаспората и во моје лично име. Пред да дојдете, разговарав со еден човек од општина Јегуновце и го прашав што би било интересно да ве прашам. И ми рече вака, за разлика од предходните, човекот се нафати на нешто што предходно никој не се нафатил, а тоа е да правите водовод. Па сега не би се до толку сложил со тој ваш соговорник или ваш Пријател. што сте го сретнале, дека и може не предходниот градоначалник, односно предходниот градоначалник се зафати со таков зафат и тераше на еден регионален водовод, поддржан од МЦМС беше со средства од донации и поддршка од самата општина, се истерен водовод кој во моментов не ги задоволува капацитетите на општина Јегуновце. Со тоа што самиот бунар, односно бушотината која беше за да ги обслужи овие населени места, се намали со самава суша, со самите временски неприлики, или прилики, или самава климатски промени, дојде до пресушување на дел од водата, односно од 24,5 литра во секунда, сега е дојдено на 8-9 литра во секунда. И со тоа што тој регионален водовод се не ги задоволува селата, како што беше планиран да завршува до Рата, да почине од Јегуновце, Ротинце, Копанце, Туденце, Селичино, Шемшово, Жулче. За колку жители се работи во бројка од прилика? Во бројка сега се работи, зборим сега за жители, доаѓа малку специфично со самото тоа што општо во државата, па така и во нашата општина се случуваат тие иселувања, дали дел заминуваат во Тетово, дел во Скопје, дел заминуваат во западните, дел во прекоокеанските земји и сега конкретна бројка од подписот или од прилike може да се калкулира дека овие населени места, пример, сигурно имаат некој 3-4 житела може што жива, со тоа што Јегуновце е поголемо, Шемшово е поголемо, исто Копанце, Ротинце може по територија големо, со тоа што има голема иселеност. Ете, у овие моменти Туденце и Селичино имаат, значи, свој водоводи, односно водоводи во своите населени места и не се моментално новиот регионален водовод. Значи, овие ги обслужува Јегуновце, Јанчиште, Подбреđе, Раотинце, Копанце и Шемшово за до Жулче. Со тоа што Рате исто има свој водовод.
сега водата не стига до Жилче. Колку е оптималниот капацитет на издашност на бунариве за да ги задоволи? За да Мисли, ги која е задоволи, предвидената издашност? Беше 24,5 литра во секунда. У секунда. А сега е паднато на 8-9 литра. И за тоа нема издашност. И многу се покажа пофункционално да секое село има свој водовод. Односно, секое село да биде обслужено со водовод кој ќе биде во тој атар и во тоа населено место. Како што е случајот еве со Туденце, како што е случајот со Селичино, како што е со Ратаја. И затоа сега проблемот се случува во Жилче што граѓаните, односно жителите, посебно населено место Жилче, се сочуваат со овој горлив проблем веќе 20 години. Немаат вода. А уште поголем проблем на овој проблем е тоа што на атарот на населено место Жилче и претходниот градоначалник направи неколку бушотини. И претходниот за времето од 2000 до 2005 кој беше Петар Јантовски градоначалник исто направи бушотини, и Тони Коцевски направи неколку бушотини, и од тогаш битно не се најде добра и здрава чиста вода за пиење, за да може да се реши овој проблем. Сега благодарение на соработката и би рекал ја пак на Господ, што еве ни навеја, ни донесе некоја среќа да изнајдеме една вода во атарот на ЗИК поранешен Борец, односно сега Европлан фабриката, односно производствената капацитет што е за земзелени дрвца, кои имаат негде околу 4 бушотини кои ги користат за наводнување на овие дрвца. Една од тие бушотини испадна да е добра и они еве најдовме соработка, ни ја даваат за користење, со тоа што ние како општина да им обезбедиме ним нова за потребите на фирмата, односно на предпријатието, и со тоа што ми во овој момент сме негде би рекол со поставување на тие црева завршени. Сега ни останува уште донесување на електрична енергија. Во Еван имаме добиено приклучок. Сега се надеваме овие неколку дена ќе завршиме и таа работа да поставиме електричната енергија и да ја монтираме пумпата, со тоа што се надевам дека таа бушотина има голем капацитет на вода и утре ќе може да ги обслужи и Жилче и населено место Шемшово. Со тоа што Шемшово во моментот го користи водата од Јегуновци, односно постоечкиот водовод, со тоа што не ги задоволува капацитетите, и мислам дека со оваа вода ќе има решение за двете населени места. За водоводов комплетното зафаќање финансиско го покира општината или партиципира и државата на некој начин? Моментов го работиме, да ви кажем наискрено, сами, односно го работиме преку комуналното предпријатие. Единствено што сме само во набавиле, што мора да набавиме е до моментов, значи, цревата, односно тие спојки, односно вентилите, 2-3 вентила колку што треба. До сега имаме набавено. За која сума на пари? До сега имаме негде кај тоа не кошта околу 1.300.000 денара. Се носи негде кај околу 20.000 евра. Па малку и повеќе од 20.000 евра. Негде кај се носи околу километар 700 и нешто. Значи километар од 700 до километар и 800 е трасата кај што веќе ни е поставене. Имаме поставено цевке, односно овја црева ФИ 110-ка со кап 10 баски, тие се согласно препораките што ги објаваме од стручни лица, дека тие во моментов се најдобри, најквалитетни, со поголема издашност, за да може утре да ги обслужиме и овие две други населени места кои се сочуваат со проблем. Добро. Во моментов сега што би имале плюс, благодарение на работата на општината у овие неколку месеци, ние како општина Јегуновце успеаме со буџетски средства, значи без поддршка од централната власт и од некој странски донатори или било кој, да обезбедиме, односно да го ставиме во функција јавното комунално предпријатие кое беше затворено на жалост од мојот претходник, и мислим дека тоа беше многу погубно, и верувам дека не само Македонија и надвор у било која западна држава, мислим дека комунално предпријатие да затвори, што е нешто страшно. И сега го втвориме комуналното со буџетски средства, пак ќе речем, обезбедиме машини
набавиме еден багер, еден камион, еден патар, едно багерче има помалу багерче и благодарение на тие машини успеаме да штедиме средства, односно не да тендерираме преку надворешни фирми, тоа да го работиме сами преку комуналното. И мислам дека и за јавноста, и за диаспората да знаат дека нивните средства, мислам дека ги насочуваме на право место, не правиме јавни набавки кај што работат фирми надворешни, со тоа што ни останува од тие дел средства за да можеме и нешто друго да направиме, за да можеме да инвестираме и у други населени места, а за тоа да се реализира, пак би бил најмногу заблагодарен и захвален у овие моменти на вработените во јавното комунално предпријатие, кое и за време на работните денови и во викендите излагаат во пресвет, доаѓаат, сакаат да помогнат, прво како личности, како луѓе, сакаат да помогнат зашто ова се работи за вода и да ви кажам искрено, во 3 саботи ги поставаме тековно тие црева и вработените бе од комуналното и неколку граѓани од населеното место Жилче и ред други пролазници или кои ќе допреа, кои ќе не видат, ни се заблагодарува, не поддржува и викаат дека е ова добар проект и имаме поддршка. И верувам дека во блиска иднина овој проблем ќе го решиме со тоа што ќе ни остане да работаме после овој проблем да го решиме и проблемот Ротинце Копанце. И тамо ова вода се моментот што има не е доволно и не ги задоволува капацитетите на жителите што живеат таму. И приоритет, значи, во 21 век ќе биде да обезбедиме здрава и чиста вода. А тоа што ме прашавте со дали средствата се на моето на работањето на општинската администрација, на домаќинското работење, ние како општина Јегуновце, со моето преземање како градоначалник на општина Јегуновце, самите знаете, се соочимо со оваа електрокриза, по економскава, што имаме и сега и претходно се случи таа електрокриза, во која не затече или односно фактурите кои доаѓаат за електрична енергија доаѓаа многу, може да кажам, пута 5, благодарение на ажурноста, успеаме... Општината набавува струја од јавна набавка? Па не, тоа... Од отворен пазар? Тоа се ми дадовте едно прашање што не би тоа го мислел да го соопштам или да го кажам, ама добро со тоа ме подсетивте да кажам дека ние кога дојдов ја во 11 месец градоначалник, општината беше оставена на слободен пазар, односно на крајен добавувач. А крајен добавувач, самите знаете колку е тоа, и затоа сметките на електрична енергија беа пута 5. Со тоа што ние сме имале сметки од 3-4 денара по киловат, а одеднаш ни дојде последната беше до 27 денара киловат. И благодарение на ажурноста пред све и моја и на вработените во општина Јегуновци успеавме да поставиме тајмери на уличното осветлување, каде што имаше револт од нашите сограѓани, односно мои сограѓани или жители на општина, кај што реагираа дека се гаснат уличните, ама тоа беше со цел за да заштедиме, со цел да не оставиме општината во проблеми, за да ни го исклучат скрос уличното, за да можеме да обстоиме. Кога тие ги поставивме, направиме еден баланс. Значи со уличното. Од делот со пумпните станици, зашто нашите водоводи се со пумпе кои трошат електрична енергија. Пумпете на јавното предпријатие тогашно со самото затворање автоматски биле префрлени на општината. И сметките за струја одеа на општината. И со тоа што општина Јегуновце само за 3 месеци, за 11, 12 и 1 месец плати негде околу 6 милиона денари средства од буџетот на општина Јегуновце за потрошена електрична енергија во Евана. Тоа е од прилика 100.000 евра. И тој процес, ако ние и тренд го продолжуваме до сега, верујте, сега ќе бидеме општина сигурно која ќе немаш улично осветлување, која ќе биде исклучени пумпете или ќе се соочиме стварно со големи проблеми.
Ние тоа го решивме на таков начин, со тоа што пумпете, односно брилата од пумпете ги вратиме на јавното комунално предпријатие во Евана, со тоа што добиме цена од 11,5 денара, а општината и уличното, согласно законот, мораше да остана на општината. Таму направиме јавна набавка, каде што сега потрошената електрична енергија на добавувачот што ние сега добие на јавната набавка, ние околу 15 денари. Со тоа што моментално општината е ставена во една рамка во која може реално да издржи. И сега тие тајмери, односно што беа поставени од страна на општина Јагуновце, на екипата која работи на уличното осветлување, на која јавно им се стварно заблагодарувам, што стварно дадоа се од себе во тој краток период, во соработка исто добра и координација со Евана, со тоа што нас и обврска на општината ни е, и законска обврска дека уличното осветлување го стопанисуе општина Јагуновце. Да. Со тоа што ние успеавме за овој краток период да набавиме и такви сандачиња за тоа што тајмерите, односно осигурачите за уличното беа во трафата од Евана. Со тоа што ни ствараа проблеми за да нашата екипа за улично осветлување не може да реагира со тоа што треба да дојдат од Евана за да им отворат. Имаме соработка, во тој момент набавивме и такви сандачиња, ги поставивме и тие тајмери, односно осигурачи ги ставивме во нашите сандачиња, со тоа што сега ни е многу полесно за да може да интервенираме, да ги штелува тајмерите, за да се уклучуваат во толку, за да исклучуваат во толку. И сега мислим дека, гледајќи во соседните општини, кога за почетокот тие соседни општини, не многу во Македонија, за нашиве соседни, што се на општина Јагуновце, го немаја тој проблем, поради тоа што има јавна набавка. Јавната набавка во тој период им завршуваше до април-мај и они беа добро во тој најтежок период за општина Јагуновце, они беа во тој момент олеснителни и проблемот го немаја. И сега нашите сограѓани збореали, се жалели, коментирали, зашто во Тејалце има, зашто во Желјин има, зашто во Тето има, зашто тоа. Сега вие имате, тие нема. Сега дојде обратно. Сега ние во општина Јагуновци тој ред го поставиме во тие 3 месеци и сега уличното осветлување во Јагуновци работи од 8:30 до 2, значи навечер. Со тоа што мислам дека тоа е доволно, само со 2 часа на ауто кога нема улично, општина Јагуновци е покриена. А додека соседните општини се во моментот од информација што ги добивам, уличните ги гаснат до 12. Значи, и мислам дека у тој дел добро сме изменаџирале и тоа е показател дека уште само ова, дека со овие неколку 3 месеци после први месец до сега, општина Јагуновце, ако продолжеше да плаќа таа сума од 1000 евра за 3 месеца во Евана, сега во моментов ќе ги немаме тие возила или опрема што сега има комуналното и мислим тоа дека е добар потез и добро направена работа, пак ќе кажам во соработка со сите во општината и како администрација и како комунално и добронамерни совети што ги добиваме од надвор, од наши сограѓани, успеаме за овие 3 месеца да ги обезбедиме овие возила што сега остануваат во собственост на општина Јагуновце, да комуналното отвораат работни задачи и работни места за наши сограѓани, со тоа што тие сограѓани на некој дел или начин сега во моментот ги вржуваме да останат и жители на општина Јагуновци, што сум горд на тоа. Дали тој долг од 100.000 евра го измиривте? Во општина Јагуновце, значи, во моментот нема никаков долг и тој долг што било 100.000 евра бил плаќан, значи тие 100.000 евра биле по 2 милиона денара месечно. И ние во тие месеци искрено работиме само за Евана. Затоа со ова менаџирање успеаме да ја ставиме во рамка потрошената електрична енергија, да направиме јавна набавка, да ги вратиме пумпите на комуналното и со тоа што за овие 3 месеца сега од први месец намо или 4 сме успеле да заштедиме, просто кажано, овие машини што сега ги имаме, ако тоа не би го изменаџирале, тие сега би биле средства кои би биле уплатени на Евана за потрошена електрична енергија.
Господине Костадиновски, тука ќе направиме една куса пауза со рекламни пораки и музика и повторно се враќаме на разговорот. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
sam da te ne mislim, spomeni da izbrišam. Tinke katinke, ti detelinke, zašto ne mi zboruvaš? Kako mrakom prezori, kako mulja nebesna, pred mene iščeznuvaš. Tinke katinke, ti detelinke, po tebe luduvam. Site tvoji ljubovi, site momci neverni, tebe te somnuvam. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Господине Костадиновски, кога имате вакви капитални инфраструктурни проекти, овој дел што вие го имате, значи што е во надлежност на општина Јагуновце, е дел кој има големо иселеништво. Иселениците дали учествуваат во капиталните Па сега да ви кажем, инвестиции? сега да ви кажем, еве вчера, Добро. БЕФ ме повика во населено место Селичино, кој е дел од општина Јагуновце. Има еден наш исто сограѓанин, иселеник од Селичино, кој е во диаспората, односно во Соединените американски држави. Во кој град? Во Детройт? Детройт, да. И Љупчо Ристовски, кој е фамилијанен човек, кој имал, ми кажа дека имал 3 ќерки, кои и он самиот спортуваат, односно играат кошарка. И е љубител на спортот. И во претходните години во населено место Селичино инвестирал лично за спортско игралиште за мал фудбал. И еве сега вчера е дојден пред една недела така во Селичино и вчера почна со реализација на проект за кошаркарско игралиште во населено место Селичино. Браво. Спонзорство, односно финансирано од самиот овој Од неговото семејство. од неговото семејство, нашаве сограѓани и селник во Детройт. Со тоа што ние како општина Јагуновце направиме му даваме поддршка, се што треба да помогнеме, само реално средствата се обезбедени или ги обезбедува самиот наш сограѓани и селеник ете во Америка, односно во соживење во Општина Јагуновце и би апелирал Да. сите наши што се иселени во било кој, дали во Америка, дали во Западна Европа, дали во Европа, било каде или подалеку, еве, да има наши доста што са посебно во Америка, да барем да дојдат, да ја видат општина Јагуновце. Еве после ова ковид пандемија што ни се случи со недоаѓањето на овие 2-3 години, се осети во општина Јагуновце дека немаме посетеност, односно нема дојдено, што се кажува гудберџијите не са дојдени. Сега моментот се гледа дека има дојдено во сите населени места наши сограѓани од диаспората и би било добро секој од нив барем во родното село да инвестира, да покаже нешто, со тоа дека го сака своето населено место, ја сака општина Јагуновце, а ние како општина Јагуновце сме отворени за соработка и во можноста и во моќта што ја има општината, во соработка со еве тој некој иден наш сограѓанин и селеник, ќе помогнеме за нешто. Отворени сте да му ги овозможите сите можности за да ако има некоја цел да инвестира некаде, вие да му помогнете. Од се срце вратата на општина Јагуновце отворена и за иселеници, и за секој граѓанин на општина Јагуновце, и за секој добронамерен кој сака да инвестира во општина Јагуновце е отворена. И ја лично, еве како градоначалник сум доступен во што го спомнуваат тоа 24/7 терминот, да, не е битно. Целта ме, ја лично ја сакам општината и сакам населените места. Роден сум во населено место Туденце и поврзан сум со лично и со селата и со општината. Ги познавам 99% од моите нашите граѓани и сограѓани во општината и мислам дека општина Јагуновце е добро место за живење, добра територијална
Инаку тоа е издржливост има, многу распространето, од Вратница, од Јажинце, Беловиште, Јажинце до границата за Косово, тој поранешна општина Вратница, односно овие села во долниот дел ми што викаме Поселје, овие поранешна општина Егуновце 11 села. Малу Подгор, малу Поселје, да, ама битно општината е добра и затоа со ова пак ќе се вратам со комуналното предпријатие, со ова што сме почнали во моментот, сакаме таа грда слика на општината да ја подобриме, односно животната средина, комуналниот смет, еве работиме и на тој дел. Верувате, малку по малку сакаме да ја ставиме општината на повисоко ниво. И во моментов работаме стварно искрено, да ви кажам, посветено за подобро и за општината, и за граѓаните, еве лично и за себе. И за ние како тим на работи, како вработени, сме од општината, значи граѓани од тие населени места, што секој мисли добро, прво од себе, за да направи нешто. Како што видов на вашиот сајт, имате направено и реконструкција на едно руинирано детско игралиште. За што се работи? Тоа е детско игралиште во населено место Селичино, било правено пред неколку години и оставено беше на забот на времето. Да, на забот на времето, и со тоа што тоа не беа некои реално големи средства или нешто многу. Ама се работи. Ама се направи, значи мислам дека и од ова што ги имам контактите со граѓаните. И еве неформални, формални или било како, општо граѓаните се свесни дека општината е сиромашна, дека општината нема некој буџет голем, дека може сама нешто да направи, ама и не очекуваат искрено дека, не знам, дека може ние многу да направиме, со самата економска криза, со самата поддршка што ја немаме од централната власт, дали објективна или субјективна, не налагаме по политичкиот дел, битно да ние како општина да направиме нешто може малку, а за народот максимално во своите можности, а народот да види дека се работи, да. И во моментот искрено може не тераме некој проект или работи што са многу финансиски големи, да. Ама гледаме што може, значи во можноста, во рамките на општината, што може да направиме, го правиме, со тоа што општината не сакам, ја лично сум и вработен во општината и еви како градоначелник не сакам општината да ја ставам како во долгови, да го оставам во такви непријатни ситуации, со тужби, со извршители, со било што, значи не. Планирам да општината сум ја затекнал позитивно и видов дека не само кај вас и во другите општини направивте јавен повик за евидентирање на невработените. Што излезе од јавниот повик? Има многу невработени во општина Јегуновце? Или во теке уште? Не, во појавниот повик што беше, па реално во општина Јегуновце може да кажам дека нема многу невработени, не дека са многу вработени у смисла, дека многу и од наши сограѓани од општината се иселија. Има дел што се иселени во диаспората, има дел еве што работат, и не е голем делот што са без работа, и само ќе гледате дека во целата држава дека фали работна сила. Сега има работни места кај што се подобри, работни места кај што се поплатени, непоплатени, не добри, потешки за работа, понемаат услови, ама верујте, секој кој што сака во моментот може да најде работа. И јас исто во програмата што ја имав пред избори, имам ветено дека во населено место Подбеље ќе направиме мини индустријска зона. Во тек е постапката и дури 4 парцели во таа мини... Има заинтересирани? Има заинтересирани. Во таа мини индустријска зона дури 4 парцели се више расчистени, односно средени административно, кај што можат да се дадат, односно да се продадат на некој заинтересиран, кој сака да изгради, и еве би апелирал до нашите од диаспората, ако некој сака и ако некој има можност да инвестира, би било добро, општината е отворена, ете локација има, кај што локација... За колку метри квадратни станува збор? Па овие парцели 4 са негдека, две са по 3700, една е 6700, така негдека околу 6-12, околу 16-17
декара или 1,6 хектара. 1,6 хектара, да. Да, додека другиот дел не ни е седен, го работиме, верувам дека во блиска иднина и тој дел ќе биде седен и кај што е урбанизиран, кај што има вода, кај што има струја, кај што е до пат и би било можност за да некој инвестира со тоа што би се отвориле нови работни места и би се задржале наши сограѓани да живат, да обстојуваат во општина Јагуновци. И нешто многу интересно што го чув на отварањето на ноќниот турнир во село Рата е дека општината го возобновува младинскиот клуб на фудбалскиот клуб Југохро. Да. Каква е заинтересираноста на Тоа е дечињата? добар, да, многу добар проект и да ви кажам наискрено, тој е многу популарен и добар проект, искрено пајајќи од себе, од детето мое дома, колку е среќно и радосно што бил во Јагуновце, играл, запознал другарчина и тоа е голем благодет. Може тоа е еден пример кај што општината не инвестирала реално голема сума на пари, односно, да ви кажам искрено, ништо не сме инвестирали, во смисла наводно ништо, да, а многу од тоа ефектот е голем. Со тоа што игралишето што беше од поранешен Јуокром, да, кој Јуокром бил, значи, лука на фудбалот, кој ваѓал, продуктирал спортисти кои играле во поголем ранг на лиги, фудбал, беше оставено во заборав на времето. Ние како општина успеавме, преку пак ќе кажам комуналното, да тоа го вратиме во функција, го средиме, го уредиме делот и за почеток имаме исто нас сограѓанин кој е спортски работник кој е исто професор во основните училишта во Јагуновце и почна со таа фудбалска школа. Ако верувате или не, за краток период дури се пријавија околу 60-70 наши дечиња од цела општина Јагуновце, со тоа што општината му обезбеди превоз, кој го имамо тоа е мала работа, а која е многу вредна. Ние како општина имаме комби, мини буси, кои ги користиме за училиштата, односно за носење на децата до своите училишта, од населените места. Сега тие комбија ги искористуваме за носење на овие деца и до... Тренерот работа про боно? Што ќе рече без паре? Не, тренерот работа, па да ви кажам и про боно, и од овие деца кои се пријавени, му платиле некоја сума и не знаеме лично и колку како. Битно, сакаше он да помогне, исто на тоа кога се почна оваа манифестација и ова турнирот во Рата. Не турнирот, ова проектов со Јагуновце, со спортсково, со младинската фудбалска школа, дури нас исто со граѓани од Јагуновце кој во диаспората ни помогна, еден гест направил добар преку овој наставников што е и тренеров на децава за фудбалот, биле другари, се слушнале и дури му испратил една опрема, некоја бројка се не можам да кажам у која, му испратил да секој дете добие дрес, да добие тоа опрема спортска и дури и тоа се случи со наш сограѓанин од општина Јагуновци или од населено место Јагуновце да помогне со тоа што децата добија опрема, не само што добија како опрема, добија и се многу среќни и радосни што некој помислил или некој им дал, знаете, деца се радуваат на една бомбона да му подариш или дадеш, а не на ваков гест. И затоа сега во моментов ние правиме регистрација на тој клуб со од септември тамо да влеземе во системот, односно под ФСМ, да можеме да ги користиме тие бенефити, децата да можа да надпреваруваат со други соседни општини, со други клубови, за да има едно такво дружење, кое во моментов мислим дека е многу позитивно. И не само младите што са од тоа, или односно децата што тренираат, и нивните родители, и секој граѓанин во општина Јагуновце го поздрави овој гест или овој потег, и во иднина планираме, имаме сега пред недела дана една исто една проект
преку Европска Унија, каде што сака да помогна за младите и верувам дека тамо негде септември, октомври ќе биде повикот. Правевме со господата од тој проект еден неформален разговор, да они ни помогнат заеднички да го реновираме соблекувалната, значи да го спремиме и за помошната инфраструктура за да заличи, односно ја лиши фудбалско играче Јагуновци се врати во времето кога е било во најдобри времења. Кога е знаел и Тетекс да игра таму. Да, и Тетекс, и Љуботен да тренира, и Ренова, и било кој, и да личи. Тој детски дух или радост да се прелее и таа позитивна енергија да се прелее и на секој граѓанин во општина Јагуновци. Господин Костадиновски, ви благодарам за разговорот. Доколку имате нешто што го испуштивме во разговорот, што би било тоа што го промашивме, а интересно за жителите на вашата општина, што ќе се случува во иднина? Како проекти, како идеја, има ли нешто? Па имаме идеја, имаме и проекти, само да ви кажем дека немаме толку финансиски средства, да, и затоа пак работиме како стари што вика пружи нозете колку што е чергата, да, и затоа имаме проекти, во иднина планираме и се надеваме дека ова економска криза ќе се постабилизира, дека државата ќе дојде на подобри времења и подобри услови за да може да ни даде поддршка. Верувате дека буџетот на општината е толку мал што ние зависиме од централната власт. Знаете дека никој не дава од средствата. Не едно дете, ако му дадеш 10 денара, па не ги дава, а не да ти даде држава од чекмеџето или од средствата што ги собира. Ама имаме проекти кои се во тек, сакаме да почнеме и со канализација, нешто имаме аплицирано и за пут. Фекална или атмосферска? Фекална, да, ние до атмосферска сме уште подалеку, имаме аплицирано и за фекални, имаме аплицирано и за локални патишта. Во моментов имаме два детски парка кои треба да се почнат. Имаме градинка во Прелюбиште, која сега правиме ребаланс, ставиме средства на ставката за плати, ставиме средства на ставка кај што треба да доработиме нешто тамо, да доградиме и да ставиме на топлинска пумпа. Во овој период од овие месеци по што не остануваат и во септември планираме градинката да ја отвориме, со тоа што тој дел на општина Јагуновци, односно тие населени места Шемшево, Жулче, Ратеа, Прелюбиште, ќе имаат кај да ги носат своите деца. Кој капацитет е на градинката? Од 50 деца, што е мултиетничка, 25 са албанци, 25 македонци, да, и што би и со постечка во Јагуновци, односно во седиште во Јагуновци, кај што општината, овој дел или овој сегмент на потреби би бил офатен. Со тоа што имам исто проект сега што е во тек о реновирање, целосно реновирање во основното училиште Симче Настовски Вратница, кај што се реновира целото, се уредува, со тоа што таму имаме интернат поранеше, кај што планираме да го пренамениме во градинка и со тоа што и тој дел на општината би бил офатен и верујте, тој дел и тој сегмент за потреби би бил комплетно офатен. Имаме и други проекти што планираме да ги почнеме да реализираме, само сега најбитното во овој момент ни беше да донесеме здрава и чиста вода за овие населени места кај што немаат толкав капацитет на вода. Би ги повикал нашите сожители, сограѓани, пријатели, познаници, љубители на општина Јагуновци кои сакаат општината да дојдат, да ја видат, да тие убавени, тие природни ресурси што ги има, да инвестираат, да помогнат. Општината е отворена и ја лично како градоначалник и општината ќе помогнеме, ќе направиме се што може за да кога ќе дојдат повтор пат да видат дека општината е нешто поразлична и дека е нешто сменето. Исто за диаспората се имаме еден проект преку USAID што отераме за даноци, кај што планираме да направиме онлайн да може да се плаќа или да се види колку кој што има данок има од неплатено платено, да, и тој дел ќе го средиме. Еве сега тоа тече тој проект и ќе отвориме и посебна телефонска линија за нашите
со граѓани од диаспората и еве во овој период сега има дојдено, како што кажав, наши иселеници, со граѓани и општината, еве, работиме, значи, за да знаете овде, секој кој ќе дојде, еве, да условно кажеме, дома, доја за некој работа административни да ги заврши. И затоа капацитетите на општината се ставени во функција за секој наш кој дојде овде на неколку дена, на месец дена, на 2 месеца, дошол за да заврши. И гледаме да бидеме во пресвет, да им завршиме што може максимално административни работи, за во тој дел да бидеме и ние задоволни. Зошто? Затоа што тие што доаѓаат сега, има ќе уплатат данок на имот, данок на промет, било шо какви потреби, тие пак и да средства на општината. А ние за тоа сме сервис и треба да ги работиме, и значи двете страни да бидат, како што е поговорката, задоволни. И ние како општина имаме бенефит од ним, и они како наши сограѓани, жители на општината, да им се поедностави да се услужат и двете страни да бидат задоволни. Господине Костадиновски, уште еднаш ви благодарам многу за разговорот. Како што гледам со ова фреквенција на идеи, на проекти, како ги реализирате, многу брзо ќе ни бидете пак гостин, и се надевам дека нашите, особено, како што јас разбрав, не мора да е точно, меѓутоа грото на иселеништво вие во прекуокеанските земји и особено во оној дел на Детройт за кој води и оваа емисија. Ви благодарам уште еднаш. Фала и поздрав и до вас, и до нашите иселеници, и до цела Македонија. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Христијан Доункос, Наум Хофман и Метју Костов се тројца млади студенти од Америка, Канада и Швајцарија, кои во Битола посетуваат практична настава како студенти од диаспората и учесници во програмата Родум од Македонија, која од годинава за прв пат се реализира и во Битола. Програмата Родум од Македонија ја реализира обединетата македонска диаспора во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка и новосоздадената Битолска алијанса на Родум од Македонија. Оваа програма ги поврзува македонските корени преку комуникација на македонски јазик, а студентите имаат можност да ја доживеат македонската култура, традициите, богатата кујна и историјата на нивните предци во татковината. На покана на градоначалникот Тони Коњановски, општина Битола ја посетија овие студенти од диаспората кои изведуваат
практична настава во градот во Битолската лабораторија, приватната IT компанија eSource и Управата за јавни приходи регионална дирекција Битола, заедно со организаторите на програмата за Битола, професорките Рената Петреска-Нечковска и Мимоза Богдановска-Јовановска и представникот на Организацијата на жени Светлана Петковска. На средбата се разговараше за програмата во која во период од 3 недели сите учесници се распоредени низ 3 државни институции, приватни бизниси, компании и организации со соодветна гостувачка програма за поконкретно практично осознавање на работата која ги надополнува нивните академски кариери и цели. Воспоставувањето на ваквата соработка е од особено значење за промоцијата на македонската култура, запознавање на младите македонци кои се родени и живеат надвор од државата со културното наследство, размена на искуства и знаења, но и со воспоставување контакти и пријателства со нивните врсници во земјава, како и реализација на активности кои може да придонесат и за поинтензивна соработка со дијаспората. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
Представниците на општина Тетово велат дека поради недобивање дозвола од Министерството за внатрешни работи, сектор за внатрешни работи Тетово, не можат да реализираат активности од културно-општествен карактер посветени на диаспората која сега доаѓа во родниот крај. Тие предложиле до полицијата дел од булеварот Маршал Тито од кружниот тек кај пазарот до кружниот тек кај Центарот за култура да биде навечер затворен за сообраќај за да биде шеталиште. Се обидовме да создадеме слободно движење барем додека трае вашиот престој тука, да го отвориме шеталиштето на диаспората што ќе ви овозможи да уживате во вашиот роден град Тетово, како што е традиција во секој модерен град. Изненадени сме што Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Тетово, не дозволува да се реализира активност која е во целосна надлежност на локалната самоуправа, иако бевме сведоци дека во текот на изминатите години за време на летниот период не само овој булевар, туку и други улици беа затворени, блокирајќи цели населби, а тоа никогаш не му пречело на МВР. Ова не може поинаку да се објасни, освен продолжување на носење одлуки со политичка заднина против општина Тетово и граѓаните, кои за жал овој пат ги таргетираат и иселениците, изјави Бесат Дурмиши, член на Комисијата за спроведување на Тетовско културно лето. Ne im sudef ja za drugite, što je moje, ke si ostane, ljubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve, što je moje, ke si ostane, ljubavi mi da gleda me, dal Bog oči dve. Iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta vreme to moja mejano. Pev ne se krijev nikogaš, so srce v bitki bijev ne se predavav. Čisti duši, znam ke spasi me, pokraj ženi ubavi ke se skrasi me. Čisti duši, znam ke spasi me, pokraj ženi ubavi ke se skrasi me. Vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo, leta život od leta, vreme to moja mejano. Daj ušte vino, moja sudbino, daj ušte pesmi, nešto iskreno, daj ušteluje društvo golemo,
Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, тоа беше се што ви подготвивме за оваа сабота. Се слушаме во истото време, на истото ова место и следната сабота од 11 часот. Пријатно! Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.